Поминаа првите 100 дена од втората влада на Зоран Заев. Периодот од изборот 31 август до сега според премиерот покажал дека власта била со и за граѓаните посветена на одговорност и сигурност. Главниот предизвик што го одбележа првиот 100 дена од работата на оваа влада беше справувањето со светската пандемија со COVID-19. Го реорганизиравме раководењето со државата со единствена цел да ги ставиме сите ресурси во заштита на здравието на сите наши граѓани. Државата паралелно со здравствената, како што изјави Заев, се справувала и со економската криза предизвикана од пандемијата. Неговите проценки се дека во 4 сета економска помош дадени се вкупно 1 милиарда евра за граѓаните и стопанството. Нотираше активности за зачувување на животната средина како имплементирање на нови политики во социјалата, образованието, културата. Заев потврди дека е во тек усвојување на методологија за прочистување во судството и обвинителството. Жали за блокадата од Бугарија за старт на преговорите со Европската унија, но се надева дека штетата ќе може брзо да се надомести. Оваа влада, ниту нашата држава, ниту нашиот народ, немаме ни најмала вина за оваа ситуација. Ние застанавме цврсто на ставот дека македонскиот национален идентитет едноставно е невозможно да биде предмет на преговори и дека ние не можеме и никогаш нема да се откажеме од нашето право на самоопределување. Двајца од тројцата вице-премиери кои учествуваа на настанот потврдија дека процесот на интеграција продолжува и покрени успехот поради несогласувањето на Софија. Европеизацијата на нашата држава е процес што без разлика на сите околности се движи само во една насока – напред. Има пречки, има предизвици, има понекогаш побавно темпо од тоа какво ние би сакале, но нема алтернатива и нема друг правец. Одиме напред, ќе си ја донесеме Европа дома. Во својство на највисок представник на албанската заедница во нашата влада, би сакал да дадам целосна поддршка до македонската заедница во заедничките напори да ги започнеме преговорите за членство во Европската унија и да повторам и уверам дека во ниту еден момент со нашиот сосед не се разговара за јазично-идентитетски прашања. И недела во Брисел пак ќе се разговара за земјава и проширувањето на ниво на амбасадори на земјите членки. Германското претседателство ги прави последните обиди во неговиот мандат да протурка позитивна одлука за Северна Македонија. Проценките во Скопје се дека шансите за пробив се минимални, но не и никакви. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.